Дискриминацијата е проблем кој значително им го отежнува секојдневниот живот на луѓето, со тоа што припадниците на одредена маргинализирана или ранлива група значително повеќе се погодени од нееднаквиот третман, ограничувањето на правата и пристапот до добра и услуги во општеството. Податоците од истражувањето спроведено со 150 представници на ранливите групи на граѓани укажуваат на тоа дека дури 70% од нив сметаат дека биле жртви на дискриминација во нашето општество. При тоа, во просек, секој од нив бил дискриминиран по речиси два основа. Најчест основ за дискриминацијата била припадноста на маргинализирана група на граѓани, кај 50% од нив. Потоа следат сексуалната ориентација, националната или етничката припадност, здравствената состојба, нивниот род, односно родов идентитет и нивната попреченост. Граѓаните најчесто биле дискриминирани во областа на социјалната и здравствената заштита, работните односи, правосудството и управните органи, пристапот до добра услуги и образованието, науката и спортот. 70% од граѓаните биле дискриминирани од страна на државните органи, додека 66% од нив се соочиле со дискриминација од страна на физички лица. Во месец мај 2019 година беше усвоен новиот закон за спречување и заштита од дискриминација, кој треба да придонесе за подобра заштита на правата на овие лица преку институционалните механизми за заштита од дискриминација. Сепак, неформирањето на новата комисија за спречување и заштита од дискриминација во предвидениот законски рок во месец август 2019 година ја оневозможува ефективната заштита на граѓаните кои се соочуваат со овој сериозен општествен проблем. Самото формирање на новата комисија е првиот чекор кој треба да биде направен на ова поле, односно неопходно е непосредно по изборот на новите членови да бидат превземени низа предуслови со кои ќе се осигура ефективната имплементација на законот и заштитата на сите дискриминирани граѓани во нашето општество. Препознавајќи ја потребата за ефективна имплементација на новиот закон за спречување и заштита од дискриминација, Сдруженијето ЕСЕ во соработка со Институтот за човекови права подготви проценка за законскиот мандат и надлежностите на комисијата, во која се наведени сите предуслови кои е неопходно да бидат превземени за подобрување на транспарентноста, отчетноста и ефективноста во работата на новата комисија за спречување и заштита од дискриминација. Првенствено, од особено значење е да се посвети внимание на формирањето на стручната служба, која треба да обезбеди поддршка во работата на комисијата преку вработување на соодветни стручни кадри, кои своите обврски ќе ги исполнуваат професионално, независно и одговорно. За зголемување на транспарентноста, комисијата редовно да превзема активности за информирање на населението за еднаквоста и човековите права, како и за механизмите за заштита од дискриминација на централно и на локално ниво, во руралните средини и посебно меѓу маргинализираните групи. Во однос на зголемувањето на отчетноста, потребно е воспоставување на редовна пракса на 6-месечно известување и презентирање на буџетот на комисијата пред собранието. За ефективно справување со дискриминацијата, неопходно е да се развие систем за следење и оценување на незината работа кој ќе го земе предвид и искуството и очекувањата на лицата кои се дискриминирани. Покрај ова, неопходно е да се развијат и внатрешни правилници за собирање на податоци и за постапувањето на комисијата по преставки.